Да останете со нас до 10 часот, како што можевте да слушнете во најавата. Токму така имаме гостин во студиото, господинот Аркан Керим, кој е председател на Туристичко-гостителската комора и ќе ни каже што и како се случува во туризмот во нашата земја и дали нашите сограѓани знаат да летуваат во сопствената земја. Господине Аркан, добро утро за вас. Добро утро и за вас, добро утро и гледачите на Канал 5. Ете, драго ни е што ова утро сте во Здрава Македонија, па да споделиме одредени информации кои што верувам ќе бидат од интерес, бидејќи во изминатиот 2 години не зафати за жал пандемија, ковид, кој што и немаше толку можност да се замене малку на некоја одишка, да се летува, да се искористи некој викенд и некој одмор, но еве, ова лето сме сведоци, мерките некако падна, иако овие денови повторно се зголемуваат бројките, па каква е состојбата во туризмот, односно што велат угостителите за оваа туристичка сезона? Можеме ли да се пофалиме? Па сега, знаете, после 2 години затварање, тешки моменти, луѓето веќе решија да секој миг, секој момент да го живеат на најубаво можно ниво. И сега, значи, имаме зголемување на бројките од минатата година, меѓутоа се уште не сме го фатиле чекорот што беше пред пандемиската година, 2019 година, во зборам во инкамингот. Во аутгоингот сме одлични, значи македонските туристи масовно летуваат на сите популарни дестинации, како што се Анталија, Бодрум, Тунис, Хургада, Грција, Албанија, значи во масовен број се летува и сведоци сме дека деновиве нема слободно место за ништо, дури авионските карти стигнаа до 700-800 евра, што никогаш во сезона не било во овој размер, во овој степен. И јас мислам дека ќе биде исто убава успешна сезона, се надеваме дека ова што се зголемуваат бројките нема да влијае воопшто на понатамошниот тек на сезоната и ќе биде добро. Така, а што велат во однос, нели, еве, до Иран, Охрид, оние ги имаме езерата, па ги имаме и планините, без разлика што се планини не само во зима, се атрактивни места и во текот на летото да се посетат. Дали се исполнети капацитетите, дали во капацитетите се повеќе странски туристи или има и наши гости? Па сега видите, оваа година имав повеќе можност да патувам во Охрид, ради активности што ги имам како председател на комората и сведок сум на тоа дека има голем број на гости во хотелите, меѓутоа ги нема приватните сместувања, гостите за приватни сместувања, што беше така во изминатите 2 години. Во 2020 и 2021 Охрид беше полн со гости за приватни смештај, меѓутоа оваа година ги нема. Дали е сега ова, не можам да го сватам како политика на град Охрид да го збогатат, значи, туристичкиот производ со тоа што ќе имаат поскапи цени, пример, цените на паркирање, цените на такси превозот во Охрид се енормно поскапени, што е нивна може политика да ги отргнат поевтините туристи, а да дојдат побогати туристи. Може и тоа нивна тактика и паметно е ако го прават тоа. Ако мене ме прашате, бидејќи хотелите има гости, има странски гости, не е во сразмер како што беше во 2019 година, меѓутоа се враќа полека туризмот во Охрид. Сега, Доиран исто е полн, другите летувалишта наши се полни, инкамингот е во добар... Струга е одлично полна. Значи, од 25 јули до 10 август секогаш е полно. Охридското крајбрежје, и Охрид, и Струга, и све. А што може да се направи пред или по тоа, да бидат и во останатите, некако сезоната не е само овој период кој што го споменувате вие, некако е можеби многу краток, знаеме дека во регионот некако сезоната подолго трае, што би можело еве да се превземе, дали имате некакви планови на кои што работите, кои би биле некои чекори за да таа сезона и кај нас некако нели се зголеми? Мора да се направат настани и евенти што ќе привлекуваат голем број на туристи. Еве сега пример во Струмица ќе има екзит вечер, што е фантастично нешто.
Тоа треба да се случи исто иначе во Скопје, треба да се случува и во Охрид и во Струга, да се направи таков еден фестивал, ма не на 2 август, него се направи например во мај, да се направи во септември, кога е мртва сезона, да се привлечат 5-6 или туристи 5-6 дена да дојдат да направат огромен придонес на економски придонес на општините. Исто и Скопје. Скопје, значи, мора да се направат неколку повеќе ивенти и настани што ќе привлекуваат поголем број на туристи. Так. Имате ли соработка со локалната самоуправа за да заеднички можеби направите некоја стратегија за ова прашање кога се однесува до туризмот и развивање или привлекување на па и на домашници како и на дворешни гости, да ете заеднички направите можеби некој програм, проект или план со кој што би можело тоа да се реализира, секако да биде нели позитивен исход од сето тоа? Конкретно, сега ќе почнеме да комуницираме со локалните самоуправи во целата држава. Имаме многу идеи како тоа да го оплемениме и направиме. Јас од прошлиот мандат, уште кога бев првиот пат председател на Туристичката комора, имав идеи и многу убави контакти со градоначалниците во тој период и значи имавме многу интересни предлози кои што ги гледам дека сега се користат. Фактички сега на саемите, туристичките саеми што се може да ги приметите општините. Порано тоа не беше случај. Порано беше само ќе има хотелиер, може случајно агенција, ама сега, значи, главниот атрибут на саемите кај што се представува Македонија го дават општините. Тоа е Така, меѓутоа општините нели често пати можеби се жалат дека не нам доволно во буџетот. Треба ли тука и државата малку да се вклучи? Секој пат нели финансиите, некој пат, мислам не некој пат, него секој пат малку финансиите се кочат. Вие го кажавте, јас не го кажав, иначе да каже се дека немаат буџети, мене ќе ме нападне, а вака вие кажавте, значи сега општините кубурат, имаат проблем со средства, де за електрична струја, значи гледаме навечер се исклучуваат светла во некои општини, де проблеми има со следната грејна сезона што ни следи зимската сезона и затоа се има тековен проблем, треба да пребродиме зимава, да видиме како ќе биде. Меѓутоа, мислам дека може да се работи на проекти. Еве пример у Скопје се случи Виноскоп што беше одлично прифатено од публиката, имаше многу голем број на посетители, многу убав бенефит имаа сите. Такви, значи, настани ни требаат многу повеќе. На Скопје му требаат многу настани, бидејќи сега Охрид и охридските хотели се заштитени од државата како бели мечки пред изумирање. Да, меѓутоа еве извини што те прекинувам, но веднаш ме дојде мислата и коментарите од граѓаните дека во Охрид доста е поскапа во лето. И често велат зошто додам на езеро кога малтене за истите пари можам да одам на море. Дали тука сметате дека нема доволно заменување во тие туристички поради цените и поради зголемувањето? За да останат или сепак се работи за целото оформување на сето оно што го нуди како понуда, да речеме, дали е тоа Охрид, Струга, Доиран или така натаму? Па се видите, сите наши туристи, македонските туристи, се стремат да дадат на all-inclusive понуда. Охридското крайбрежје ни еден хотел не дава таква понуда. Зошто? Немаат возможност или едноставно немаат таква програма? Немаат храброст тоа да го направат. Не е возможно, немаат храброст. Бидејќи имаме убави хотели, имаме и како што сте вели, не од апартмани, од 1 звезда, 2, 3, 4, 5, значи ги имаме хотелите во однос на звездите ако зборуваме, но во однос на понудата немаме визија, немаме храброст да направиме таков, значи, револуционерен пристап, да се стави all-inclusive пристапот, значи, во охридските или струшките хотели. Тоа би привлекло многу поголем број на туристи, не само од Македонија, него и од Албанија, од Косово и од сегде, бидејќи луѓето се лимитирани и буџетирани колку пари може да потрошат на одмор. И сега тие они не го размислуваат така, они размислуваат дека дојде ќе ми испие све, ќе ми изеде све. Немаме, значи, визија, нема храброст да се направи таков еден потек, да се повлече такво нешто, а тоа би било многу голем и сериозен потек да го направат хотелиерите.
Мада ја мислам дека не би го направиле, познавајќи ги менеджментите и директорите на хотелите, не би се усудиле такво нешто да направат, бидејќи треба многу да работат, а они не се најгодни. Дали нашите хотелиери, па и вие како комора сте поврзани со регионалните туроператори? Дали воспоставувате можеби во моментов некоја соработка за да се развијат тие работи, поврзано и со селскиот туризам, бидејќи во регионот знаеме дека функционира сега, не знам колку кај нас, затоа сте вие тука да ни кажете ете колку тој дел функционира кај нас. Споменавте дека за да се зголеми треба можеби да се направат кој што ќе вклучува со се вклучително што ќе биде во програмата, па и дополнително бидејќи во регионот често пати во тие програми се вклучени најразлични други екскурзии, дали е тоа можеби јавање кон, дали е возење со кајче, во зависност каде се наоѓате и каде е нели сместувањето, па дали може само и некој пикник во природа, меѓутоа ете и на некој начин иновативно, инвентивно ги анимираат луѓето, ги привлекува за да ги и намама за да дојдат нели да бидат нивни гости. Сега актуелно е Open Balkan. Кај нас, значи, се Open Balkan. Вие бевте дел од Open Balkan, така? Меѓутоа, јас Open Balkan го применувам од 2007 година. Јас направив програма во која што ги вклучив Србија, Босна, Црна Гора, Хрватска, тогаш немаше визи, Албанија и Македонија. Значи, направив еден балкански програм. Јас прв го смислив тој програм. Сега, благодарејќи на мене, има многу голем број на туристи кои што гравитираат на во овие земји во културните тури. Има туристи од Турција, има туристи од Кореја, има туристи сега почна од Германија, од Англија, сите ја вртат оваа тура. Значи, мораш да го продадеш својот производ заедно со другите, со комшиите. Јас тоа го направив. Дали сега на Балканскиот самит, кога се сретнавме на Отворен Балкан, договаравте нешто за во сега за овој нов мандат, ние сега, можеле да направите? Јас сега, зашто сум паталец во целата работа, ја ги кажав тековните проблеми што се за да се поправат. Значи, треба да се направи една линија кај што ќе пораѓаат туристите и туроператорите кои што ги имаат списоците на луѓето да пратат пред време на границите во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Македонија, значи во Албанија, да го пратат списокот на патници и кога ќе дојде автобусот, само да се евидентира дали се тука луѓето присутни и веднаш да пројде, да не се губи време. Значи, луѓето да имаат време повеќе да го шетат Балканот, да ги шетат нашите земји, а не да губат време на границите. И тоа, значи, го дадовме ние како идеја, како Сојуз на стопански комори и мислам дека ќе се прифати и ќе се направи тоа такво нешто. Јас тоа го практицирам од 2007 година. Значи, од 2007 година Open Balkan го користам. Може да замислите, јас во Требиње бев на специјални разговори со владиката, тогаш Григорија беше, за да договорам турските туристи да не ги закачат. Моравме да најдеме алтернатива на Дубровник. Најубава алтернатива е Требиње. Отидов, значи ми договорија состанок со владиката и јас му реков, господине владика, дали сакате голем број на пари да ви дојат во државава, во Требиње во градот, меѓутоа да не ги закачате нашите туристи. Ми даде рака, нема проблем и од тогаш Требиње стана најпосетувана дестинација, значи во Босна и Херцеговина. Имаше околу 250.000 плюс ноќевање само ради тој договор што го направивме со владиката и сите најнормално си одеа, бидејќи многу не беше едноставно, значи во 2011 година ти да однесеш турци во Требиње. Така, кога ги спомена веќе турците, што всушност сакаат турските туристи? Можеме да забележиме и дека во нашата земја, во Охрид и во другите капацитети Струга и Дујран, па и во Скопје имаме зачестена посета од турски туристи. Што всушност бараат турците како туристи и кога при посета на една земја, што најчесто сакаат да видат? Сега конкретно во моментот најпопуларно има една серија се снима за турски канали во Старата Скопска чаршија, има еден ресторан и сите таму одат да се сликаат. Тоа има најголем спомен, значи оваа година се актуелно. Значи тоа, иначе
турските туристи имаат културолошки аспекти во кои што ги посетуваат сите наши земји. И Македонија посетуваат, значи они се воодушевени од Скопје, воодушевени се од Охрид. Нема турист од Турција кој што дојде, кој што не е воодушевен од Охрид. Исто така, они, значи, потоа продолжуваме, ги шетаат Тирана, Скадар, Будва, Котор, значи, од целата турнеја низ цела Југославија, највоодушевени се од Котор и од Охрид. Ама ние не знаеме тоа да го вреднуваме, не знаеме тоа да го продаваме. Охрид треба да се направи да биде дестинација, да биде барем 10 месеци, као што е Женевското езеро, такво нешто треба да се направи, да се направи, да бркаме по-богати, по-елитни туристи, некако таква варијанта да се направи. Така, кога сме да речеме по-богатите, по-елитните, западноевропските земји се секако оние кои што се сметаат за едни од најбогатите европски земји, па секако тука спаѓаат и висока категорија на туристи. Дали холандјаните често не се враќаат, белгиците, англичаните? Холандјаните ни доаѓаат, почнаа да се враќаат, меѓутоа треба да работиме англичани. Што најмногу тие сакаат како туристи? Холандјаните имаат некоја нишка врзана за Охридското езеро, уште од минатиот век, од 70-те и 80-те години, има една традиција се направи да доаѓаат холандјаните на Охридското крајбрежје и се таа традиција продолжува, значи од дедо на внук, од дедо на татко, од татко на син, и сега тие, значи, секако сакаат да го посетат Охрид. Интересно им е, значи, рибарските села, Трпејца, како се вика понатаму, значи, они обожаваат да дојдат во Охрид и да го посетуваат Охрид. Меѓутоа, ние треба да работиме да ги земеме англиските пензионери. Тоа е, значи, има компанија која што ги носи оф сезон од октомври до март, до април ги носи. Сега, значи, тие пензионери се во Црна Гора, почнуваат да дојдат во Албанија. Треба ние да поработиме на ситуација да ги носиме во Охрид и во Струга. Како? Значи, тие доаѓаат масовно, значи, закупуваат 5-6 хотели, со авиони директно од Лондон доаѓаат, и место да седат во пензионерски домови во Англија, они седат во хотели. Имаат клубови, шах играат, имаат активности што како. Тие туристи треба да работиме, нив да ги донесеме во помасовен број во Македонија. Кога не е, можеби, нели, сезоната, за да бидат и кога не е толку сезона. Бидејќи треба да бидеме реални, да, ние како Македонија само како дестинација не можеме, мораме како Open Balkan да ги привлечеме туристи да посетат повеќе земји за таа работа. Да бидеме дел од она кој ќе посетуваат, да речеме, Црна Гора, кој ќе посетуваат Босна, да се вклучиме тука во таа рута. Конкретно сега сакам да донесам американци и канаѓани во Македонија. Меѓутоа, како Македонија не можам да ги донесам. Сега најдов метод како, значи, со Грција, Миконос, Санторини, Атина и Македонија. И бев скоро таму, ке посетив... Им се види тоа вака како атрактивно? Они тоа, значи, ако го му дадеш и Миконос и Санторини и Атина, и ако го споиш 3 дена Македонија, може да пројде. Ама Македонија како Македонија не може да пројде, бидејќи Грција е многу популарна во Америка, и се, значи, со американските партнери и со грчките партнери имавме состаноци во Атина и во Миконос, и се надеваме дека ќе успееме да ја продадеме таа програма. За Македонија за каде? Повторно за Охрид, Струга? Скопје и Охрид. Скопје и Охрид, со посета на Тиквеш, бидејќи американците сакаат да дегустираат вина. Значи Тиквеш, обавезно Битола, и, значи, ќе бидат 3 ноќи во Македонија, една ноќ се во Скопје и 2 ноќи во Охрид. Значи, таква е рутата. 14 или 15 дена е таа тура за северноамериканскиот пазар, со тоа што, значи, имаат и Миконос, и Санторини, и 12 месеци програма ќе биде, пошто они, нив им се интересни тие грчки острови. Многу се популарни. За азискиот дел што е специфично? Доаѓаат ли? Сум приметила дека сега за Охрид не можам да се сетам, но за во Скопје сум видела туристи кои што ни доаѓаат од Азија, дали се од Кореја, од Кина, мене сите исто ми наликуваат. Но ги гледам дека се така делуваат барем воодушевено, сликаат, се фотографираат, зборуваат, имаат водич, веројатно ги водат ни сите знаменитости кои што ги имаме овдека во Скопје, но дали имаме и присутност и какви туристи се всушност тие? Тие се најубави туристи.
Меѓутоа уште не се вратени. Пандемијата уште не е кај нив, уште средена и има проблеми со авионите ради руско-украинска војна. Јас се надевам дека 2023 они ќе се вратат, бидејќи тие се најдобрите туристи. Збориме за корејци, збориме за филипинци, збориме за малезици, збориме за сингапурци и најбитното кинези. Меѓутоа ние имаме проблеми со визите за кинеските туристи. Треба да направиме некоја... Проблеми кај нас, мислите, со визите? Да, не може, они имаат визи за посета на Македонија, треба да направиме како држава, барем во шпиц периодот од 1 јуни до 1 октомври, да им се одобри да влегуваат без визи, за да со организирани туристички посети. Такво нешто може да се направи, пошто тоа го даваат и Албанија, го дава и Србија, го дава и Црна Гора. Да, доколку има аранжман, да во тој периодот е 10 дена. Значи најригорозни сме, ние фактички као држава. Тоа ги спречува за да се реши? Тоа ги спречува за тие кружни тури. Нашата амбасада во Пекинг нема доволно луѓе за да може да обезбеди визи да се дават на граѓаните. Немаме толку вработени ние во амбасадата за да може да искочиме во сусрет на барањата за визи. А тоа пак влијае на туризмот? Апсолутно. Јас се надам дека ќе почнат пак да доаѓаат од наредната година во голем број азијатите. Има најава да од септември, октомври доаѓаат, мада ова со ситуација пак со коронава и во Јапонија, и во Кореја, и во Кина, и таму се војнава што се најава со Тајван, може да влие негативно за нивното патување. Иначе тоа се одлични туристи, одлични, значи феноменални. Такви туристи ни требаат и тие доаѓаат значи во месеците од септември до април. Значи во тогаш кога не е шпицот. Баш тогаш кога треба да се дополни. Они шетаат, тоа им е значи кој една сатисфакција, они сакаат да шетат кога нема многу луѓе, иначе во шпицот многу тие преферираат на сежур дестинации, како што е Хрватска. Имаше една многу популарна серија во Кореја, се снимала во Хрватска и они навалија сите отидоа во Хрватска да видат како е што онака. Како сега турците кај се снима серија турска и сега мора да се сликаат во тој ресторан, иначе не бива работа. Да, кој е вака некој можеби искуство позитивно кое што сте го имали? Дали допира до вас како комора да споделуваат ли граѓаните одредени проблеми кои што ги имаат, па и угостителите, хотелиерите, бидејќи тука сите нели спаѓаат во стопанската комора, и колку да речеме на некој начин помогна и оние ваучери за одредени луѓе кои што се дава, дали помогна или одмогна или на некој начин некако на средина. Кој е задоволен, а кој не? Ваучерите во 2020 и во 2021 помогна многу на хотелиерите во Охридско-Струшкиот регион и им дадоа една надеж на луѓето да отидат на одмор, бидејќи тоа беше како бонус одмор во една пандемиска година. Меѓутоа, генерално гледано, тоа даде ефект која требаше да се направи и се помогна. Државата искочи во сусрет на хотелите, на агенциите, со сите тие проблеми што ги имавме. Не сакам да ги не сакам да се навраќаме, да се навраќаме, бидејќи едва и се спасивме, сега гледаме на убави работи, да се случува, сега ќе слушнеме бројките растат, пак не знаеме што се случува, меѓутоа фала Богу што не е веќе опасно и станува како грипозна болест ова ковидот и се надам дека многу брзо ќе се изгуби комплетно. Така. Господин Аркан, јас ви благодарам многу што бевте гостин во нашата утринска програма Здрава Македонија овде во студиото на Канал 5 телевизија. Секако дека ви посакуваме убав работен ден и да ги остварите сите оние планови кои што ги споменавте и секако да имаме уште подобри години и уште подобар туризам. Ви благодарам на поканата. Поздрав до вашите гости.